Здраво, другари, здраво, криптореволюция. Иначе грълото ми е лом, поради, не дека никаш не се разбрал живота тук. Ки си одеме за Македонија, ај сите да частеме пица, да частеме чизбред, да частеме специалитети со сирење, со чуда, со кашкавали, повише со кашкавали. И тоа е. 2,5 години не јадеш и храчки и чуда ти се напуне целиот систем и е жив доказ дека дефинитивно е рестарт кога ќе се врнеш на храната што си јадел пред 9 години, 12, и ако органска, неорганска, нема кашкавал, си е кашкавал, тоа чудо е штетно и гледате, смените го целиот систем. Но Македонија треба да се внимава. Кога си дојдам, чекам американците да се јават, иначе сум спакуван. Кога си дојдам, никаков кашкавал. Сирење, кози и овчо да, али кашкавал не. Гледате, лом, нито сум болот, нито ништо, умрев од жешко. Ама, катастрофа грлото. Немој да јадете кашкавал, луѓе, тоа е најстрашно нешто. Посебно зимно време, целиот ќе се затнете, целиот систем. Другари, колку луѓе го имат гледано, 372 пред 3 дена, ово 562. Народо повеќе ги интересира сликички, али психологијата е таа, слични се видеата, помалку е за крипто, народо мисли и пуштат и ги изгасат, не ги гледат, затоа што сака стрипно за крипто и никој да разбере дека таа Венецуела, Колумбија, таа геополитика, целата таа драма со Гренланд е многу битна за крипто. Они ќе трейдале, они ќе инвестирале, они ќе продавале, чекаме другари. Некој души ми пишавте, брат, дај стрикно само за крипто по 15 минути видео. Брат, за 15 минути видео, што ќе се каже? Видеото ги имате на веб-сајто преведени, имате ги на Твитер, исто од Твитер ви ги преведува, ако ви е за кратко, исто имате на Инстаграм, пролистајте и прочитајте там. Најбрзо. Иначе, мобето е тај. Геополитика е многу битна. Треба да се прате се. Јас за едно овакво видео да разлистам по 3-4-5 дена, следам и гледам што се случува. Значи, вие мислите дека ништо не е, али прашувате, брат, шо виде, како погоди дека 2026 ке булмаркето е, пат е така? Гледајќи ги овие работи, сигурно не е за 15 минути да пролистам. Значи, другари, тоа со Гренланд не е за фраканција и е сериозна работа. Исто златото, значи прашуваш ги луѓето зашо инвестираат во злато и они не знаат. Па те знаеш ке од него кеш и тоа е посигурно. И какво злато купуват и они не знаат, брат. Купувале там на интернет најделе, па кажав, и преходно кажав, најделе на интернет некои сајтови, па било сигурно, па другари, ако веќе купувате злато. Ако не ви е дома, брат, истата работа ви е како да имате кеш у банка и не знаете таа банка утре дали ќе ви дозволи да си ги извадите парите при криза, при војна, при чуда, како ковидот тука што не ги даваше на луѓето да извадат повише од $400 за собствените пари се редеа у колони пред Банк оф Америка, пред Велс Фарго, пред Чейс, редеа у колони за да си ги извадат собствените пари. И замислете си вие туку у тај дел, кај мене баш Банк оф Америка у најзаебаниот дел, опасниот дел. Замислете си преку дента е пуно народ, замислете си многу време да отидете, значи може да утепат. Имаше често и грабежи, така да значи вие дента ако начекате, значи треба да вземете слободен ден, да се наредите за да се извадите смешни $400 од вашето такво. Златото е исто. Утре ако пропаднат сите тие таму на книжка напишени златни као демек имале, они злато па ви го продават, тоа е глупост. Другари, не ме прашувајте за такви глупости, изнервирам се у старт. Јас сум у крипто. Златото рипа затоа што народо не верува у биткоин, не верува у крипто, не верува у банките, не верува у тај кеш што му пропаѓа, затоа купуваат злато, мал дел купуваат само физичко, оние другите се глупираат там, купуваат нешто и не знаат што купуваат, кој што утре може да исчезне и да пишат банкрот и тоа е. А во Америка повеќето нели да речем имат као демек осигурање, ама брат не се па. Глупости у боја, злато. Ако кажави, ако не купувате злато и сребро, физички што деки одржи, дај купете за $100,000 овакво злато и сребро. Ќе се пофалите на пијано, на некој пријател, ќе додат ќе ви издигат од дома и може да го утепат за тоа злато. У банката ако чувате, вие исто како и кеш да чувате. Да, кешот губе, златото секоја година ќе се безкрајно ќе се дига и ќе се дига на цена, не многу, нели, ама ќе се дига,
али у банка да го чувате, няма никаква логика. Така да ясно му крипто, а златото се дига за това, защото луѓето се не веруват у крипто, не веруват у кажа го биткоин и дига се за това, що паничат, що гледате. Тук само ги паничат дека Трета светска война ќе почне народот се редат у колони да купат тие што не веруват биткоин, у крипто, у биткоин, мада повеќето американци купуваат и тоа, без разлика и луѓето што не веруват у биткоин, поголемиот дел виши. Се извира поголемиот дел виши и почнаа да купуваат диверсите да правят да купуват и злато и биткоин и сребро, иако не веруват. И дека робото се врачи да го подигне ова, треба да стопи на подкусто. Гледа ли, брат? Америка, дека е роботизација? Лесна вила нашата. Лесна утре са бајле. Зафркавам се. Гръдото ми се пуно е кашкавал. Не сум задна на носот, тук ми стои тоа кашкавал, брат. Ама издеме, кјотек. Ама нема, брат. Нема таа америчката пица која ти става 3 тона шекер, кој ги замериш едно баба, брат. Вкусно. Ти фактички јадеш шекер, затоа е вкусно. Многу ми недостига тие у Мајами Наполи пицата, брат. Нема никаков шекер унатре. Јадеш, 3 пици изедеш, екстра енергија и ништо ти, брат. Нито да се издуваш, нито да се оди туалетна со извинение, нито да се затнеш, ништо, брат. Нема појака пица од наполетанска органска пица, брат. Ке до Македонија имало у Скопје некој, кој ми пиша Наполи пица, ке треба Славе да части. Мислам ја да го частам Славе, еки му би. Ама Славе, на твој терен сум, брат, кој ќе довам на гости, тоа е, знаеш кој ти е традиционално, у Кочни кој дојде те частам, ама кажи го у Скопје, на гости, братче, кој ќе довам, како ќе те частам у Скопје, тоа по македонските традиции не иде. Иако ти дужим честевки. Зафркавам се. Слави ќе треба да дојде да ме земе од аеродрома. Ако ми одобра толку куфири со колку планирам со дом, само облека е, не се плашете, не съм ви купил ништо, не може да ви купам, затоа што тие американците врачи ми кажаа да не претерувам, туку да си земам таму што е мое, така да ќе си земам само што е мое, а каде ќе ми плакет па да не се сега луксузирам, пошто ќе поминам тоа, нели, скера. Не сум ви купил ништо, така да знаете, ми е забрането да мъкнам чудо. Посебно скапи работи. А и шо би купил? Никой не е заслужил до сега. На Славе само му носам поклон, ќе го маскирам дека е мој и више сум го отпакувал и ќе му го дадам. Ја покажав, тоа е GoPro камера, чудо од камера и да видиме Славе, после ќе прави подкасти, нема брат не можем, од Охрид брат уклучуваш се лайв со GoPro-то од јахтата, братче, кажуваш за кардан. Кажуваш техничка анализа на јахта. Ја те го држам туку монитор. Шо не? Така, другари, злато дали да купувате, да, бесконечно ќе оде нагоре, ако имате за физичко, ако живеете у бункер, дека да го складирате, дека никој нема да ви го најде, па и да имате страпление на никој од фамилијата да не кажете. Ако беате става за $1000 го чувајте, ништо повеќе од $1000 не ви треба, ама у ситни делчиња за кризата, некоја да речеме да плаките. Поголемиот дел и да имате ќе го утепат, ќе ви сечат раците, не може да го пренесете. Тоа е. Другото, ви кажав, и да нема интернет, и да нема и нуклеарна војна да пукне, биткоин, братче, можете да си пишуваме на лист и после ќе се раздужиме. Така да работи без интернет, работи само преку Bluetooth, ќе си префрламе трансакции, ќе ти купувам, да речеме, производи и преку Bluetooth не ми треба ни интернет, ништо. Сега ќе рече некој нуклеарка, нуклеарка, ама нели ќе имаме соларно, па ќе се оправя за толку сега. Че биткоин можеме да водиме трговија со два телефона што ги напуштаме од соларно, од ветер, од да речеме од други извори. И за 5 години може да батериите ќе ги пуштат, да речеме, за 5 години треба да ги пуштат тие батерии што ќе траат по 50 години, најкасно да е 2035 за 10. Ама треба да ги пуштат, мислам, 2030. Веќе се, Русија ги има уште 80 година, брат. Ако не се лажам. Мислам дека 80 година беше. Така да, злато ја не би, ама символично злато машко по принцип треба да не носи. Значи јас сум повеќе за сребро, би купил сребро за по теорија на заговор среброто е чудо кое што штите. Така да сребро би земал, да речеме, за таа теорија на заговор, практика за крст, нешто, ланче, тај стил. Нели
символично, али злато не. Среброто ја е бесто, мислам да килите много повеќе. Не да ќе го продавам, туку чисто на кај кажу му планерите, едно крстче за од уруци и од такви негативци како повеќето што се таму. И ако некој ме киднапира да се раздужиме. Чи без тоа, брат, не можем, шо ќе му пратам биткоин и тирам крадано, тоа све е заклучено до 2035. Така, другари, Wall Street, тоа се демони. Тоа се луѓе што претераа, брат, со тие манипулации. Луѓе Гренланд. Да, ама од 1951, брат, Гренланд. Од 1827 или 57. Не се сеќавам. Не ми држете збор. 1850 нека е. Американците, брат, се утепаат за таа Гренланд. И нон-стоп инсталират воени инсталации. Ама нон-стоп. Нон-стоп, брат. Чекай да видам ја на... брат, ја... Нон-стоп ми звонат луѓе... Ушто фали да ми блокира? Дека го објавив тоа, не знам. Дека го објавив тоа, брат? Знаеш дека ми ги бришат работите, човек? 100% ми ги бришат работите. Бев си го спремал и ми изчезна. Нема. Претерава, брат, че са тия блокади, брат, браките американците. Гледай шо ми се случи сега. Нема, не може го нема. Мобето е земане одамна, овоја сега е така скроз да ги убедат фул. Да го преземат дека војни инсталации има многу и тоа, брат, нема се откаже. Тоа не е сега трам. Тоа, брат, сиди председатели до сега имат пробано, што се били уназад, замисли до 1850 и може да и по-назад, не се кјам која беше крира на Америка. Сите пробат луѓе да го земат. И си пробат и прават притисоци, а овој Трамп сега само продужува. Мора да го земат. Не може, брат. И да не е официјално, ке е преземено нив. Таму тие 10% ви кажав водени ресурси кои што ќе требат за вештачката интелигенција да се напојува, кои што ќе требат и на Америка како извор, пошто тука расте населението. Мобете од тие работи не може, брат, ама само за крипто. Тоа е крипто. Проблемот сега е Гренланд. Како да ви зборам само за крипто? Гренланд е проблем, ово сега што гледате, Wall Street што продава е заради Гренланд. Искористува, знаат, Wall Street точно знаат председател Трамп што ќе направи. И кога? Ово, они си користат оправдано, паника, као, тука луѓе мора да има трансакции. Мора да има купи-продај. Брат, кога ќе има? Не може, брат, вие да седнете, да земете плата и оте вие сте купувале 4 години крипто и 2020 требало да е бул маркето. Ние да работите така. Ама ти кажа, брат, кој сум ја? Тип што седе пред компјутер и проба да размозга по сектор теорија на заговор, не по реалните медиуми. Хајде, брат, шопа ви, нели следете ги реалните тия медиуми, реалните. Пропагандата, шопа ви не ми кажете на мен, не правите ви подкаст, па ја да видам како, брат, крипто ќе отиде нагоре, кога да го продавам, кога да го купам. Брат, до вчера, брат, 500 луѓе, брат, снимай ночка од 15 минути, да ни смириш нервите и живците и седејане дома, брат, гледај пагини тоа. Луѓе, вие вести не ли гледате, бе, брат? Брат, мобето е не да кисонајата, ама нели сега Гренланд, мапата знаете ли, бе, другари, бе, брат? Че вие писмени ли сте, бе, брат? Са не е таа мапата, нели, ама брат, дека е Русија, бе, брат? Дека е Русија, бе, брат? Луѓе, ово е Русија. Оние најпат ме вика, не, брат, како се врате збркаме. Вие младите, вие писмени ли сте, брат? Не знаат теа Русија, брат. Теа Америка, Аляска, што ја земаа масоните, ја подпишаа там за таму некои смешни суми, брат. Лем, не сеќа. Ковчеже со злато ли беше там, некои 100 милиона во тоа време. Мислам, тоа време 100 милиона се нова, ама таа не ме забаве, брат. Тоа е масоните си договарат и си... Кога ќе видам тука нуклеарки, кога ќе видам тука армија, кога ќе видам тука подморници, кога ќе видам целата армада тука на бродови, тогава знам дека сме пред стартот на Трета светска војна. Ово луѓе е Америка.
Во луѓе е, гледай, да затрчам ке припаш и луѓе, кажувал сум прекој подкаст, еден мост е на брза железница. Трилиони. Кина може од тука со брз воз, брат, да стигне во Америка. Тие какви авиони, какви глупости, брат. Кина, луѓе, да не лупам сега тука еден мост, тоа малку са фантазија, многу тука многу тресе. Кај Јапонија, ама сакам да ги мозгам работи. Брат, гледај Кина. Кина за 20 години луѓе покри огромен простор со брзи железници. Гледај, другари. Гледај. Изводливо е. Има за план. И го тргнаа. Ја го имам читано пред 25 години, мене ми се смее. Има за план. Гледај. Канада, туризам по Америка. Какви трилиони, не знам ни бројката. После трилиони шо иде. Тоа не е сега толку големо, покажав ја вистинската мапа, ама мобето е луѓе, тоа мора да се земе дека тие рути тука тоа се растопува, чуда, ресурси објавиви да не филозофирам. И сега ме нервирате кога ќе ми речете брат, зашо нема bull market? Значи прво ми вика не збори за Гренланд, не збори за Венецуела, не збори не ме интересира за Америка, за Трамп. Крипто како се движи, брат? Wall Street како ќе изманипулира? Значи имате негативни вести дека сме пред 40 година чекаме. Ја поздрав до Мите Зверо. Он бункер беше почнал на копа. Беше речел, брат, крај чекам Трета светска војна, загинам, умреем битка. Не знам, гледаш на подкаст, ужас сме живи, брат. Од како јајде се дружиме помина може 16-17 години, брат. А преходно чекаме 40 година. Че луѓе мора да ги има овие драми. Вие, кога ово паѓа, брат, ја да имам како вас, ја не смеам да работам во Америката. Ја да имам како вас регуларен инкам. Леле, забреси во македонски. Ко се викаше, брат? Доход, леле, брат, ја мора да се врна во Македонија. Примања. Да бе, примања не беше. Плата, бе, брат, нема, крај. Јас се враќам, брат, че жими се. Че ја ако станам уште 3 години во Америка, ја, брат, ќе забрават се зборчињата. Значи имате плата, редовна, имате трошите за глупости. Докато Преска вика, например, оваа месец колку рече? $50, мислам, дека уинк. Што ќе иде со другарите да прави бошмобет, што ќе гледа вести турски серии да плаче таму глупости. Седнал, брат, инк, Преска ми покажа колку инк направил. Ја Преска вие стар атлас да идам тука, не знам дека е базата. Мислам дека во Калифорнија беше, ја не знам како никој не ме подсети, брат, да го најдам Вагнер, да разговарам со него, да видам дали има некои планови за Македонија да дојде. Ако успееме да собереме 500 души во Македонија геймери, ја мислам дека Вагнер треба да дојде. И да организираме некои турнери за 10 на 15, па макар и за $5,000 прво место награда. Второ место да речеме 2000, трето 1000. Не знам дали беше типо дали живееш во Калифорнија, оти знам дека имаше со многу як тип беше комшија. Тај што прави планови за тие планети што ги играат, што ги истражувам во играта. Мобето е не може, брат, да нема драма. Не може да нема драма, другари. Мора да има драма. Мора да има драма. И замислете си вие да не ги трошите парите за глупости, да си докупувате, брат. Многу сакате да падне, многу се лакомете. И па прашањата продолжуваат кога ќе падне. Ама да купам ли? Другари, 30 се за биткоин. Тоа е многу, бе, брат. Луѓе, гледај, тоа е многу. Тоа е многу голем пат. Гледаш, па ги повлече овие. Секое трупање, ти до сега да речеме вака, без разлика на цена, до 2035, секој месец да тргаш по $100 биткоин да купуваш, по $100 биткоин да купуваш, секој месец, јас сум сигурен дека до 2035 животот пак ќе се промени. Еве, нека запиши некој што сум кажал и нека, без разлика дали има или нема пари, нека ги запише на лист, например, дојде, не му се дава стиснано му газенцето со извинение, сака да троши по кафане по чуда, нека запишувајте на лист за $100 на оваа цена си купил. Наредниот месец колку е цената на биткоин, за $100 си купил. Сметајте ја на лични хартија пред компјутерот, да си видите, за $100 купувајте биткоин до 2035 го пишувајте.
вещички делегенци ке ви напредна, брат. Ке пресметам на 2035-та, подсетете ме, вие имате по-голяма мемория от мене, 2035-та края. Януари 2036-та, седнуваме и кажуваме на вещичката делегенция от подкаста мојо 2026 януари 20 до 2036 януари 20. Ако съм купувал по $100, те на оваа дата нека е. Нели Македонија на крај, не. Македонија кој взема в те плата? Америка е на 5. На крај на месецот ли взема в те плата? Да не е филозофирам сега, па што тупам. На 20 януари. Да видиме кој профит ќе се направи, ме интересира. Подсетете ме, докато ти имаш меморија како лисица. Да видиме, другари, дали на некој ќе му го промени живото. И за $50, за 100, а замислете си, има луѓе во Македонија што прават такви плати, вика за 500 можем да тргам. Вика дали да купувам. Бро, ја у Америка нема $500 луѓе за биткоин да купувам, платата им беше мизерна. У Джерси првите 2 години 200 и нешто долари дали ми останува. Какви $200 што зборам ја за храна ги дав? $500 вика имам. Нели дам големи плати по Скопје. Има и многу работ онлайн. Еден имаше, вика, ја имам $1000. Вика, може да смени живото. По $1000 до секој месец до 2036 јануари да се купува. Абе, луѓе, вие сакате такви драма видеа. Проста логика ово е срамота да ви го кажам тие што сте 4 години ово. За 1000, за 500, за 100, за 50, 100% ќе ви го промени живото. 100%. Луѓе, тоа е суво злато. Замислете си 2036. Ако биткоин стане 30 милиона, 100 милиона. Да речеме, како што одеме овај степен на вештачката интелигенција и дека ќе ни дават universal income и дека ќе можеме да правиме пари од staking rewards, од крипто, од чуда, плюс како екстра, кој сакал демек да работи до 2035 ќе можел. Замислете се да речеме луѓе рачно што произведуваат некои работи за нејати, од нив да купуваме, од ја радо би купил нив отколкото роботите. 3D printing ме интересира, нели за бизнис, ама да речеме ја би радо купил ако е разумна цената и од рачно. Замислете си да имате занајат нешто што луѓето до 2035 со сигурност луѓето се уште ќе се интересираат за рачна изработка и таа да ја продават у токени и да го минувате за крипто. Или они да ви праќаат у крипто. Абе луѓе, да разберете зашо паничите, брат? Биткоин 30% биткоин, 30% етириум, 30% кардано, таа стратегија и да исчезне кардано по клопово 2 етириум и ово. Не е истиот обед, брат. На вас треба да може како Вучич од фриждера излагаш. Абе да можем како од фриждера ќе излагам по дома да ви убедувам. Знаеш колку луѓе вика леле забравив, предмислив се? Вика брат, снима видео, вика пуштивти го, вика предмислив се, нема дом на кафе ќе земам, вика кардан. Онај пат еден дечко забравив му името. Сам мислам, добро што забравам. Прв пат ми шо, брат вика за $10,000 да земам ли кардан или да чекам. Брат, не, некој души ми пишаа ствари. Тројца мислам дека ми пишаа овај месец. Не се сеќавам од кој градови беа. Поздрав до тие дечки, никош не им беа пишале овие тројцата, како не знам дали се другари. Тоа не проверив дали се од изград, што ми беше интересно. Тројцата ми пишаа у размак од 2 недели да купиме ли за по $10,000 кардано. Јас си кажав, брат, не, да купиме или да чекаме. Јас си направив стратегијата. Каква да е? Дечките прв пат ме пишаа. Значи не сме правили дебати и чуда. Брат, €10,000 или долари, не е битно. Са повеќе евро, ама брат, нема што да си мислите да ми пишете. Додуше може да ми пишете, не е проблем, нели за разбираме дека нели гледате ги подкаст, не е исто, затоа и академија да планирам да направам. Брат, ако тактичко изиграете $10,000 кардано или $5,000 кардано, а другите да ги разделите у биткоин и у етириум, да речеме 100%, лупам, 100% $5,000 на кардано за главот, тие 2500 со биткоин и 2500 со етириум, урок од 2 бул маркета се чека, 8 години, ќе ви избијат. Зборам за најлошо сценарио. Не може, ако пропадне кардано, брат, тогај
Не знам що да кажем за вие другите 99% фейк. Тогава и тия науки изчезнат, да. Ама не знам що да кажем за тия работи. За тия фейк тук ще ги има чудо. Кој ќе рече некој Монеро најпад пајден, нели ви обяснив? Монеро другари лита за тоа што украдените пари се слеват у Монеро. Зикеш исто литал за тоа што украдените пари од хакери што мислат дека ги перат, што мислат дека не може се FBI и кој ти знаеш колку некои други агенции ги има специализирани што уште не ги знаеме. FBI ако има алатка, уште пред ја ви го зборам, FBI има алатка минимум, ви го зборам 4 години минимум. Тука на овај канал, пошто нели толку стар канал, а преходно исто. Монеро и Зикеш, FBI има алатка да ги прате. И тоа е најјакото нешто измислено. Значи хакерите крадат, прават чуда и пукат у Монеро и Зикеш. И мислят дека не може да бидат фанати. FBI и другите агенции амерички си ги чекат на готово. Од компјутер. Квантум. Океј, тај е стигнал до листата, не е наш. До листата не е работен наш, не е шпион, не е бел хакер, не е црн хакер. Не е на Dark Web за нас, апсењи. Тивко апсењи одат, зимат му, замисли колку крипто се сли у нив. Целото Монеро и Зикеш што ќе се сли у нив, ја не се сеќавам дека Америка речела Зикеш и Монеро ќе чува. Значи ќе одампнат. Ама агенците нема да излезе да рече Монеро и Зикеш ќе го дампнеме за, да речеме, ќе осменеме за кеш за агенцията да покриеме некои трошоци или ќе осменеме за биткоин, не знам сега на кој начин функционира системот, тие пари додека не заврши судењето се држат. Значи ја не можам да знам луѓе Монеро и Зикеш, кој ќе рече брат кога да продаваме за Монеро и Зикеш, оваа група сме си вадили очите со години. Забравате една работа. Испаднав управо. Дека се технологија, ама дека се многу зебане да се процене. Зикеш 1700%. Што е испадна? Открадени. Монеро, од шо? Открадени пари. И вие од дека знаете, другари, ја од дека ќе знам колку пари ќе се хакнат, дека ќе се украдат и од тие пари дека ќе се преместат у Монеро и Зикеш. Значи, математички е невозможно ја да погодам цена. На Cardano, на Ethereum и на биткоин, на Ethereum и на Cardano може до некаде да проценеш. Нели? Шото си исплаќа да продаваш. Секој волет, зависи кога опаднал различно, може да процене. Ама, ја за Монеро и за Зикеш што им прешуте не можам да проценам. Многу просто едноставно ќе го учам и у академијата. Ќе го учам. Че е нешто се онаде. Другари, имав нешто. Леле, ја ќе ми склучив, брат. Нема, не можам да го правам. Тоа на копчето се зафркнав. Знаме да ми беше кажал, вика не мора да го дигаш ово, нели да паузираш на бројките. Ја пуштам на бројката, луѓе. Али ако некош пресметам нешто или не дај Боже нешто натиснам, може да се стопира како еднаш кај брмблав, можда 2 сата. Толку јако ми беше додела аналитиката, што нема шанс да се повторе и замисли не се беше снимало, брат. Живки си зедев, брат. Не сте видели таква аналитика. И за тоа си проверам. Добро, си провераш, не, ово професионален YouTube канал, тука па ќе се гледало, не мало се гледа. Мобето, другари, е да најдеме начин како сите да натрупат крипто, како и на која берза да се чува тај крипто, не да се чува за нешто вие дека не може да го чувате сега. Да се чува за да земете stacking rewards. И ако нешто се десе, берзата да изплате. Ако вие имате надворешен волет и направите грешка, кој ќе ви изплате, бе, брат? Вие ќе го изгубите волето, да, ќе купите друг сит фраза, нели, волето е само овоа. Your device, what the fuck? Брат, овие американци, ко си прават така сами апдейти без да питат, ја не знам, брат. Има ли друг у Америка што му се прави апдейт на телефоно и на... Да, знам дека има одредена дата. Ама, брат, у моменто и дури датата на лаптопо јас ја изберам кога, но ама некои апдейти изгледа ситни. Тоа не е лошо да ги прави. Ама дека жеди на некој други интересирам Америка. Без ти да избереш дата. Мислам, со ти да избереш дата, да речеме, после 5 дена, а утре дента, или кога ќе несте на лаптоп одма да ви направи, дали ви се случува такви апдейти, ме интересира. Пошто кај мене е лошото што ми исклучи майнингот за Star Atlas и сам на загуб Atlas. А на телефоно, не одам на работа, ама па од Homeland Security што треба да ми се јават, да речеме, до се 2 пати апдейт ми се прави така. Да не филозофираме,
Интересно е те сега дека ми се рокна телефона. Другари, мобето е тай. Чекай бе, ке забравяв. Брат Яно, вие кој е дел во Америка Steak and Shake? Ја немам видено такво усетал, не се кјам Steak and Shake. Тоа ке да е од Джерси, Нью-Йорк нешто да не? Брат, ја неам, ја 100% америчко сигурно не сум јадал. Едно многу јако беше, не се кјавам, за камионџи и тај стил како по филмовите. Со тие цели од такво што излепено со пинап грлс или ко се вика. Кој арт го бев видел, бро, да бев тип што сака таков вид на татуважи, ја ги разбирам тие што стават пинап грл, каков арт, брат. 60-тите, 70-те, каков арт пинап грлс имаше, страшна работа, брат, направени, тие слики кој знае колку пари вредат. Таму ми направија Sunny Side јајца. Право вика Sunny Side ли ги сакаш? Викам, брат, што спорева, ков Sunny Side? Викам, што е тоа Sunny Side? И оно вика како сонцето да било јајцето такво. Викам, ај направи, брат, јајца, бейкон и боб. Камионџиите да ги тие стоповите. Old school. Брат, баба ми, Бог да проста, едино ми направи на појак омлет. Баба ми, па ова е втор. Страшна работа, брат. Јадеш и си викаш, шо ово? Не верувам да беше органика, ама па не верувам и да беше low quality. Ти беше близко до некое село и мислам дека од локалците од село земено храната е сасем друг мирис и вкус. Прстите си изгледа, шо е мобето? По овие места дека ги ударат биткоино, новија као плата изголемот за секој час, голема реклама е, пошто тие вработените ќе му треба неколку месеци и после ќе рече и чекај дај да земам ја да видам што е тоа биткоин, пошто американците многу побрзо се убацуваат кога компанијата почнува да ги дава. И ово е систематски, изберена, плански и се вика програмирање. Кашкавал, крај. Кој сака нека се лути, ќе ме честил, крај. Брат, гледај го гласове, човек. Цел 2 месеца сум на тај... И губам концентрацијата дури. Значи, другари, мобето е да се надевам што повише амерички такви компании ќе почнат да имплементират овакви да дават работи и пошто овие американци се научени да новата генерација се научени, тие се повеќето што работат, пошто дома иако се богати американците имат повеќето фамилија таква традиција да ги праќат да се умешто народ да видат, да научат, а не директно да ги дадат чудо од пари. Чи со мене имат околу 5-6 деца на богаташи имат работено, че збореме за фамилии што имат од 4 до 6 милиони само у куки и двајца мислам дека беа за воени контрактори, значи ги пратија замисли да работат тогава нека е било дневницата $13. Но вие не дека многу и се работеше, ама сакам да ви кажам дека тие па што нели аз брмлям, сакам да знам, ги интересираше да инвестират у крипто, кажи го collectibles, овие Star Wars, Pokemon, значи исто collectibles од NFT тогава ги интересираше и не сите, ама и другите и помалиот дел ги интересираше и што друго купуваа, не се сеќавам, му нешто друго собираа, не ми текнува сега. На јазикот ми стои. Не ми текнува, собираа некои други работи. Колективал, што собираа, брат, не ми текнува. Како може да забравам така? Нема стреф. Битно собираа, спремни се, ако добро му објаснеш, спремни се да ризикуват. Не големи пари, ама спремни се да ризикуват и да истражуваат. Зборам за новите генерации од 90, која беа овие? Од 95-та нагоре. А иначе, многу жешко стана. Тоа ме дува тука и... Иначе, другари, колку време брмлям? Не, много. Иначе, ќе падне ли, ќе падне ли? Треба се радувате дали ќе падне.
Мада, ово Wall Street го изигра лудо. Тия проценти са страшни, за биткоин са големи, али не е проблем за ви да си докупите. Значи, гледайте да напазарите. Най-лоша варианта, да речем, това е bull market. Значи, това всеки ще трябва да се каже най-лоша варианта, защото няма вероятно, нали, мора да има. Най-лоша варианта да си го зачувате тази крипто 2036 да се радувате 10 пъти повече. Защото много луди да речем, bull market ки продават, ако литне много повече, да не може да го докупат 2036, ако литне много по-луди бройки, ки викате, брат, ама добре, я кишираф, не е исто, брат, ти си киширал, поживял си се, ама не е исто, брат, 2036, знаме си тогава е колко литне и сега. Така, другари, философията е тая. Трупате, брат. Трупате. Не си исти подкастите. Некой да ви едно за това пуши. Ако си исти подкастите, няма да дойдете на Криптоакадемия. Chainlink, позитивни вести. Колко души го видя? Имаше един, викам, видели за Chainlink? Не. А го има Chainlink в 30% от портфолиото. Другари, трябва да пратите. Тия ще ги имате работи от портфолиото. Седнувате. Пролистувате тук. Пролистувате на вебсайта на Криптореволюция. На Google пишувате. Вещешката интелигенция я пращате. Пишете коментар на YouTube. Ако не, друг ки ви върне. Значи, луѓе, портфолиото ще ги имате коини, трябва сите да ги изтражите. Сите. 3 тона вода изпив. Биткоин, Ethereum, Cardano по 10%. Тая месец, тая неделя, Chainlink, Solana, Ripple. Chainlink, Solana, Ripple. Chainlink, Solana, BNB, Македония. Кое бяха други? Я пък гледам на телевизора тук. Чекай бе. 115%, 20... Голема мистерия. Не знам, що се спрема. Я мислям дека компанията от целият профит си окупува и после си взимат от Staking Rewards. Колко падна? 12 или 14% Staking Rewards, това ми изключва тук. Компанията купува, другари. Одовия купувания Waxi, одовия компания Waxi Infinity, другари. Я подовия компания, одовия от AXX, Ronin и кой беше? И SLP, и аз мислям дека компанията си ги трупа. Типично е това и нели она не е американска, ама типично в Америка го правят това и Wall Street. Гледайте го серийския филм Костуми, Suits, да ки видите, брат, и ки видите тия шо сте у Wall Street, после на Иван, ако следа от саппорт, или ако некой следа да му принесе, Иван и целият саппорт тим трябва да го изгледат Костуми, сити сезони. Страшна работа. Мозъко ки отиде на друг левел. Ако някой следе тук от саппорт кочени, Суиц, какво се пишуваше това, да му го... Сега да псувам тук. Суиц, ко беше? Много лоша навика аз извинам, ако му рече това мотура, но какво се пишуваше това? На македонски. Суиц ли беше? С-У-И-Т... С. Да не го пущам сега, да ме опнат някой. Колко сезона беше това? 9 сезони, сите 9 да ги гледате. И тук Иван ме побрака, братче, седна и ги изгледа сите. И аз се кал некел, ако сакам да гледам со научна фантастика филмови, али много добре ще изгледа в трябва Иван да го частам вечера, затоа што ќе направя красотовална грешка, затоа што, другари, много ќе разберете Америка како работи. Много е битен филм. Со тия корпоратски гиганти, со тия тужиња, со тия адвокати, со тия малверзации, мафија, местенки. Филмо е what the fuck. Филмо е дори ова принцезата тука. Не знам остави ли го бе? После ќе изчезне. Али остави ли го принцо Хари? Принцо Хари, принцо, ама. Не е ников принц. Мислам полупринц. Татко му е от главния на
раззнанието на Диана, сега да не го филозофирам, ама това мислям дека му е жената. Другари, ово чудо се гледа затоа што мозокот ќе отиде на друг левел. Но автоматски кога го изгледате во ова видео, посебно на сапорт коча, нели они су у акции, треба да го изгледат, ќе сванете, браче, американскиот гигант колку нечестно работи. Како си купуват акции, како продават, како местат, како... Многу јак филм. Серијски игран. Серијски игран. Колку е јак, просто брат, вреди си чудото и ќе отидете на друг левел. Многу повеќе ќе разберете Америка. Многу повеќе ќе разберете Америка, автоматски ќе разберете Wall Street и де факто ќе ви стане јасно што го очекува крипто. Значи задолжително, другари, да се гледа. Да му пренесете нивајниот сапорт ако гледат. Многу работи. Нем да мислите дека е обичен фантазија филм. Филм, братче, перфектно објаснат. Ќе го разберете и Wall Street, ќе го разберете и биткоин, ќе ги разберете корпорацијски гигантите и ќе разберете какви малверзации, какви работи се дешаваат тука. Како човечкиот мозок нема граници, ако мислите дека тоа граници мала глупост. Што можат да измислат за да дојдат до пари, да дојдат до моки, да дојдат до такви корпорацијски гиганти. Значи, буквално владеат, брат. Тоа ја појака аналитика, брат, тие као да се ги собрали, не знам тие глумците како го направи, како реално да беше, брат. Нем да забравите да го гледате, другари. Наместо да гледате глупости таму од серијски филмови, ово чудо вреди да го изгледате. Нема се каете. И ќе сванете на крај што е збор. Па и добро глумат. Интересен. Hey guys, Donald Trump Jr. here, one of the co-founders of World Liberty Financial. I want to be the first to share with you something our team has been working tirelessly on over the last several months. Let's pull back the curtain a bit. On February 18th, we'll be hosting the World Liberty Forum, the most exclusive event in technology and finance at, where else? Mar-a-Lago, the crown jewel of Palm Beach. We'll have deep conversations about a better future and the path we need to get there. A lot of what's happening now in finance and tech sounds good on paper, but falls apart in practice. We understand firsthand how flawed the old financial system really is. The trillion-dollar question is what replaces it and who builds it. And that's why we're so excited. History's next chapter might be decided at the World Liberty Forum on February 18th. Hey guys, Donald Trump Jr. here, one of the co-founders of World Liberty Financial. Комшијата со тоа Субарото, мислам дека домом, не знам дали слушам, мислам дека домом ли брат. Пати Субарото, брат, тресе куките. Видите ли у Сиетл, Америка, Субаро, БМВ и Тесла, бегајте, само тоа ќе ви кажам. Најмизерените шофери се у тоа. Не у Македонија, у Америка. Другари, ова не разбираме елитата дека го избрала на сино на, знаете, да каже што следува во иднината. Али во бето е ово е судер на интереси. Да не се лажа. Не постои по-позитив, затоа го сакав, нели, затоа го поддржував, не постои по-позитивен председател од Трамп. Знам дека има огромен бул маркет, а ја имам страпливост, сега кастат ми проекти заради тоа, али ако беше Бајден, ќе го јадев, со извинение, ќе го јадевме многу. И у Америка ќе беше многу лошо. Да, ја ќе можев да останам и тоа, ама ја и без тоа ќе си дојдев. Македонија не сум заинтересиран да останам. Мобето е, у Америка ќе остане сите тие 40 милиона криминалци и гледате какви се лапсат секој ден педофили и чудо. Ќе остане и Америка, братче, со тие драми и тука пред граѓанска војна немаше да имат таква слобода да инвестират толку крипто. Ќе имаат дел, нели, како заштита, ама овака со Трамп Америка е многу подобра за тоа што е побезбедна и постабилна и ако некој не ти исплате може да ги тужиш тие компании и да го изгореш газенцето и све. Цела фамилија му е интегрирана нели, да ви каже која е еднината. И де факто сега колку и да е судир на интереси е за у Америка, за нели, тие што се против него. За мене
И аз съм македонец, нямам амерички документи. Той е без от 2030, ке видите, мислям дека по теория на заговор 2030 почнува 2030, най-касно 2035 ќе биде забранено да имате двојно државенство. Мислам дека тоа 2030 или 2035, помнете, ќе улегне усила да се забрани. И да се еднаш одлучите. Кој сте пошол, вака гледате, бегате од тука одат у Македонија, па не плаќате у Бугарија, не плаќате данък, тоа гледате у Македонија више двојно донечење кој удара, така да ќе се откажете од еден од пасошите, милум силум ќе видите. 2030, 2035. Да не речете не сум спомнал, не дека нешто сум погодил или предвидел или ако се деси така, ја едноставно раскажам по теорија на заговор што ќе се деси. Мобето ово иако е судерни интереси, за сите крипто е позитивно дека на председател фамилиите излага да зборе за нешто, дека стварно ќе остане и ќе го гледам у иднината. Иначе ако не излавате, со извинение треба да се насереме, со извинение од страх дека, извинете за некултурен збор, таа е драмата што треба да се каже, ќе го јадевме здрав, ако толку влијателни луѓе не зборат, значи нешто ќе го стави на страна и пауза и ќе го форсира златото и среброто. Значи овоа многу луѓе ме прашуваат, те е позитивно многу. За сите нас што чекаме бул маркет и што планираме да живееме од крипто. Стекени ворци. Тоа е. Шо? Many people vicious. Брат, наредбата е сите легално, нелегално лезени, криминал, не криминал да напушти. Ама тие што се направили криминал, ќе работи, брат, извинявам, тие треба малку и затвор и кютек. Many of the murders, these are all out of Не може да не се Minnesota. согласува, Just брат, со Трамп. I say, why don't you Закон talk си е about закон. that? Гледай какви изпопси е, брат, кој да нема подружува. Because people don't know. Do you want to live with these people? International murder. These are people that are living were, if they're apprehended, Ја ќе си одам у and either Македонија. put Ти in имаш тука jails in their country from where they came, and the country's respect. тие по теоријата на заговор испаднат точно и Трамп каже со авиони ги донасат и до границата до Мексико, картелите и плаќат си и ги пуштат у Америка. Значи најголемите најопасни криминалци што ги тражат по другите држави, там по латино земјите. Посебно Венецуела. Па таму викаш коњу на мојата другарка, коњ да чувате, брат, еден се смееше, што смееше ретард. Знаеш колку ми изневера еден коментар. И после избришал. Коњу е 200 пат, 2000 пати по-интелигентно од кучето, брат. Да го убиеш брутално, да го изееш, брат, тој животно е, брат. Ај теб да земам да те, ај ти чуе куче да земам кучето до тебе, му бао ли ги те? Тоа го чувал со години, тај конј, брат, и убивате го да го изјадат за да се прехранат. Што у Венецуела не може ни да се предпоставяте какви бандити, какви олоши, силувања, грабеши, педофили. Сите улезе во Америка. Се овај ги апсе, затвара ги и овие тука ненормалните Сорос на длабока држава протестират. Брат, ја ово го предвидев дека ќе се случи, другари, подкаст го кажав и до вчера 99% македонците не знае кој е Трамп. Смеја ми се. Сега ми викат, брата, бе, ти луд ли си, но не е се позитивно. Како не е позитивно, брат, чистиви 40 милиона сака криминалци, најопасните ги сваја за да си живеете живота. Други милиони деца се изчезнани и не е најдена трагата. Телефона на облика не е најдена од ово. И јас зараз спомнав за облик. Купив ја лудио 20 мајци памучни квалитетни и викав ќе ги донесам у Македонија за награда за тие што коментирале да дадам за ово. И ја, брат, тие, нели, кој ги привитка што е котон, не знам зашо, брат, тоа по-тешка блуза ја не сам видел, мајчка де. За фаќа толкав простори се толку тешки што ја немам дека да ги набутам ово. И се чекам американците и прашав дали ќе ми дозволат четврт куфер. Ја на мен многу голем облика и патики и зимни кондури свежи треба да остане тука да фрлам. Ја виш сум 3 куфери пун. И еден за горе рач. Два се еден е у некој компанија дозволено, Turkish Airlines е два дозволени. Натаму ја не е проблем, ќе си платам $100 да речем ово. Ама проблемот е сега, брат, каде ќе ме носат, не може да земам со 100 кувери да кренем. Плюс лај веко Македонија било проблем да слетам со толку кувери. Тие сигурно ќе мислам дека носат гардероба за продавање. Мада јас си идам, брат, од 12 години живеам во Америка. Јас си ги носам моите работи. Така, другари, фул подршка за
за Трамп за това, ще депортира такви изроди. Брат, чекай, аз ovaj човек е насликан, не съм ставил така да би интересна. Брато, колко е позитивно, толкова е негативно. Купува, не знам дали ќе направят една криза со него да не се повторам, али ќе биде земано. Fear and Greed Index, другари, и да се плашат и да не се плашат, имате ли вишок средства, трупате. А ако на мене се е сменил живото, математички и логички, кod цел свет збори, Трамп и Америка, не може, другари, да ги изгубите парите у технология. Математика не е възможно. Я преживях тази драма. Я после 8-та година станах богат. 8 години. Не съм 4 за един булмаркет. Кракен, другари, Македония планирам да користам и да ме интересира с стекинг реворд. Слава Божем, докато снимаше видео и изляза забрави. Друг некой ки ми пракеше видео, нещо забравихте. Слава беше на гости като Тунча, много добър подкаст. Заме си коментира в моята група и ми го нямаш коментар. Ама добре коментира на YouTube, това па ми стояш коментар. С ово не се баш съгласен толкова, дека ќе биде позитивно. Ќе биде позитивно. Мислам дека Трамп егото нема да му дае да нема як булмаркет и да биде запомнено историјата како председател, дојдел и толку драма е направил со крипто и да нема як булмаркет тоа. Ако не го направи тоа, да срине се живо да пропадне, ќе биде еден од најмразените председатели. Книгите што сум му ги раздестувал, филмот што сум го гледал, што го пратам цел живот. Ја го требам пратам 12 години фул аналитика. У Мајами, сега ви кажам, значи 2 години, значи една у Нью-Йорк, една година фактички у Джерси и Нью-Йорк кога бев. Значи у Мајами ко се изкипав, 12, он мислам дека треба, не се сеќавам точно дали тогај за прв пат со Хилари се зајадеа. Сеќавам со амерички бар улавам вик ќе победа Трамп. Леле брат, изгледа съм кажувал старите подкасти. Брат, Баро, ја мислам дека треба да најдам со Бојан, со Джуро Беме. Бојан вика, трај вики те скавам главата. Джуро вика, гуштер, what the fuck. Викам, шо бе? Тоа моето гласиште, американците такви тивки, спорт бар беше, не беше пуштено многу, слуша нешто се тука за Трамп, Хилари, се кјавам беа, значи спорт бар, кој сте биле, милион телевизори имаше упичка матер. Ама не ме ја пуштени јаки, ја моето грлото гласишто, големото. Викам, бе, каква Хилари, викам, Трамп победал 100%. Брат, штама, сите завртени кај мене, значи, зборимо Флорида, такви американци не сте видели. Испод 1,85 м американци там немам видено. Тия богаташи, тия огромните. Викам, what the fuck, Бојан вика, баси майките, вика, тука не изгледаме живи, Джуро вика, Господ нека не чува. Ја се кеам се, улегнаме, седнаме на масата и вика, отпусти страх, вика, гуштер излага главата ги те скапаме, ако се сеќават и ме откара од друг бар. Брат, сите американци, ништо не е речоти, нели, ние руски акцент, ние троицата може да ги изедеме сите. Там сега, не се лажа. Мислам, може да не утепат човека, 1,85 м, 1,90 м, американци се, брат, огромни, брат, тия. Реднек, там беги тия по Флорида, брат, само вежбат, ядат и бегете, пати, чудовищата, бати. Ама ки изеяхме, ки отекаме, ке падне некои души после да не имаш от телевизията. Лупам ки ни по затворя и до сега днес ки събиравте пари да ми извадят от затвор. Какво е да е? Ние ситни. За Джуро Джуро е висок. И Боян е по-висок от мене, мислям, ако не се лашам. Аз съм най-низък 1,73 м. Боян е сигурно 1,78 м, Джуро нека е 1,80 м. Не, ама Джуро съвежва екстра. Джуро сега кой систем го има, лала, брат. Мислам дека појак македонец, не знам, гледали ми подкастите, поздрав до Джуро од Мајами, на Бојан братовчет му. Поздрав и до Бојан. И до Бојана, леле, много ми е било. Бојана има 4 деца да си живи здрави, тия здрави в Македонија. Тука не си одржав зборо. На тия луѓе и дужам. На нивно име зема гостин ме примаа у Мајами. Сега си плакав девачки се. Али за последните 2 месеци, нели, ко се преселив тука у Джерси,
от Джерси у Майами, мислам от Майами у Сиетъл. Не сега за последните 2 месеца. Я има в security депозит платено. 2500 или 3000 долари. Не сега колко беше. Але мислам за последните 2 месеца и дужам. Не сега, не. Мислам дека има security депозит. Трябва да ги прашам. Я плакяв, нели, ко се пресели, држа ги двата стани се, али тия луѓе, брат, најдобри цимери што сум имал дефинитивно. Македонци. Никош не се скарале. Бојан правеше чудо од специалитети. Бојана по-кул жена не сте видели. Она не збореше многу, ама кога ќе каеше некој за африканци съм умирал. Легенда жена. Много ми е мило, 4 деца имат, брат си живи, здрави. 4, колко има? Едно женско зле, 3 машки, ако не се лажам. Се живи, здрави, брат. Да се надявам дека крипто ќе ги накупат. Иначе Бојан да не беше, да ми рече, ай, гледай, тај и направи аналитика на Васко Ефтов на канало. Я сигурно после 3 месеци ќе го гледав со сигурност, ја не сам испуштил да ама после 3 месеци, ја там по женски оно. По плажата и по океана по тия работи. И ќе го гледав после 3 месеци. Ама сепак Бојан го прв изгледа видеото за Васко Ефтов, дека ова е зборе и упаднаме. Изпуштиме да биеме милиардери, ама така било пишено. Ако имав амерички пасош, јас сум крив. Со Бојан сигурно ќе одлитавме до тие конгресмените тамо. Бојан ќе беше у историјата на Македонија, улизал како прв Македонија, ќе покажал на Тексас ли беше или не знам на кој беше. За Америка да почне со Ethereum mining. Мада е добро што Бојан паметно одлучи да не отиде, да не прифанете, мислам, не сеќавам, мислам дека беше дема, не ги направи сите тие таму. Работи да почнат, дека беше земано, ако фул улееше таа држава, после Ethereum гледате дека престанаа да копат. Требаше биткоин да почне да копат. Ама за жал ја не можев, ја имав јаки идеи, ама не можев да идам на состанокот за тоа што не бев амерички граѓанин. Спуштиме да биеме милиардери. Али здраве, кога ќе направам пари, треба да се видам со Бојани, да и се одужам јадење и пиење, на децата да ги купам поклони, што многу ми е мило. Дека не знам Бојан дали е слушал мојата аналитика, бев кажал колку повеќе деца, толку повеќе си богат и ако една жена роде 4, мислам дека тоа е најјаката кариера, моментално Бојана е најјаката кариера има македонките во Америка. Ја не знам друга македонка дали има 4 деца. Але брат да се живи здрави, треба да ги поседам в Македонија да ги купам нешто. Дека сам многу среќен, тоа е цивири што сам ги имал, делил сам и јадење и пиење и кревет што се вика, примаваме и чекај што зборам ја, они и куките ме примава. Да, прво куките ме примава, после апартман земаа на Нино име и на гости бев таму. И приказната која што треба да кажам кога легнав во полициската станица во Мајами. Јас сум првиот лудак македонец што има улезено во полициската станица во Мајами, типката беше, ако не се лажам, латино. Беше шокирана. Да тражам за неосудовност. Типката се крстеше. Вика, имам видено се, али таков лудак да улезе у Мајами, у полицијата, унатре, да праша за неосуденост, ти бев кажален, че треба да спием на улицата. Жената ми даде, брат. Мисля дека ми го даде одма. И ми рече, излизи од тука и нем никогаш да се улезел повеќе у станицата, вика, ти си, вика, нелегален. Те така ми беше речела, зависи. Вика, излаа од тука, вика, валја протокол го сгрешив. Изгледа не се улаваш така. Валја ја там у таа канцеларија или дека се напутав. Мислам дека ја утепав работа таму. Па немаше друга, брат. Тоа беше приемница со блиндирано стакло. Знам, сеќавам се, не знам Бојан дека ме да се која е такво, беше огромна. Огромна станица. И Бојан очекуваше дека ја не да излезе. Крстеше се надвор. Али успеав да извадам такво. Други македонци знам што имат одено дека
И нема дадено и дека ги имат изпадено. Мене ми даде. Приступа. Буквално кажа, ако стана на улицата. Ще ги спием. Без това не може да влезам дори ни на гости кај Боян. Много строго беше луѓе, много строго беше у тоа време. Не е било никош така. Мајами од секој било строго. Ја може да отида какви некои забегани населби да живееш там со рунгулата, да, ама ја там дека бев беше многу зебано. Мислам многу зебано, многу богаташи. Разбираш, валјда тие згради не можеш секој да живее, чуваш си уште тогава си ги чува за нив. Кој да е, Бојан братче, секој чест и на Бојана. Да се надејам дека ја ќе најдем една жена да ми роди 4-5 гуштричиња. Крипто. И шо? Arab, history. And it only took one tariff threat from Trump. Germany, France, Sweden sent troops to Greenland. Acting tough, we're protecting Denmark. We're standing firm. Germany deployed 15 soldiers, led by a rear admiral. France sent mountain infantry that lasted exactly 44 hours. Trump announced 10% tariffs on 8 European countries, rising to 25%. And guess what? Germany's elite team got orders Sunday morning. Cancel everything. You're flying home at noon. 44 hours. That's less time than a weekend trip. Here's the best part. Germany invented the Blitzkrieg. Now they're executing the fastest retreat in modern history. Europe spent decades lecturing about standing up to bullies. Then one tariff threat, and they're gone. The German Defense Ministry tried spinning it. We completed our mission. Very satisfactory. Yeah, so satisfactory you canceled all your meetings and ran home. Trump didn't send troops, didn't fire a shot, just threatened their car exports. Suddenly Greenland's not worth defending. This is economic warfare in 2026. No bombs, just tariffs. And NATO's second largest economy runs home after 2 days. Europe talks tough until it hits their wallet. Then it's every nation for itself. Trump proved you don't need aircraft carriers when you control the world's largest consumer market. This was theater, and the curtain dropped the moment money showed up. The fastest military... Другари, Америка владее со свето. Уште не се дојделе Русија и Кина и БРИКС да преземат тај дел. Енос подпишено да преземат. Не можеш, брат, дојдеш против Америка. Мапата ви ја покажаваш и еден ми си смееш. Блокнеш го и тоа. Мапата е таа. Зашто не може да се отзумира? Америка е линијата тука. Америка, другари, за Африка не се сеќавам дали ќе има некој дел. Америка не се сеќавам кој дел. Углавно другото, Русија и Кина ќе си поделат Европата, Источната Европа и Африка. Британија останава со кенгурите тамо и нивната и шупа. Брат, ја викам, what the fuck, ја слеплю сум, брат, викам, дека иде Англија, брат, дека траеш дани летам Англија, брат. Шведска со лажната и мапа, брат, какви си вие глупости, бе, брат. Значи, барата тука, знаеш дека на онаа мапа не сеќавам, не беше маленко. Америка ќе остане Шпанија, Франција, Белгија, Недерландс и дел од Полска и Германија. Швајцарија неутрална. Италија, да, ќе ја надат. Дел од Грција. Чекај, дека беше на Русија? А те го јаве Калинград. Калинград. Да, Полска мора да држат за да имат контра удар на... таа Полска треба да земе дел од Украина по едната теорија. Треба да земе голем дел од Украина. Другото Русија и мал дел остане. Иначе, другари, да, онај пат некој беше вил, да, Виница. Стварно се вика Виница.
Луги, то се наши, бе, брат. Ти има там реки и такво, ще няма кой македонски новинар да изтражи. Русия, Украина, Белорусия, там Полска, ще знаете реки, планини, населби со нашими, брат. Носат си ги. Що Виница не е за ебанция? Там са най-старите теракотни икони на светско ниво. Виница не е за ебанция, брат. Тия там носят генетика у пичко матер, там 50 000 години стара. И има бое винишаки, може да се ожена с някой. Другари, Полска мора да я държат заради овај дел тука. Тука шо има, не знам. Другари, ово чудо не е за ебанция. Има ли нещо да видим? Има утре събаря, русите са забранили. Тука колко пещери има са нуклеарки. Ой. Шо? Шо? Ово езеро ли е? Калининградски за... Оф! Тука има... What the fuck? Да, бе, той е. Ля, колко съм неписмен. Да. И чекай, бе, я мисля, дека не е тука, бе, дека е. Тука е. Братче, теги, бе. Теги, бе, браке. Теги военни бродови, подморници. Уф. Леле. Ей, гледай колко се. Флотата тука, брат. Тука шо има, бракя. Не можете ни да си изфантазирате. Тука, значи от тука излава. Бе, брат, защо съм го смешал я, бе? Значи отдавна не съм чепкал. Машала, гледай. Оп. Дека се подморниците, бе? Едно време ги имаш. Дека се подморниците, бе? Оп. Брат, колко има това тука бродове, бе? Чекай, брат, защо я съм сбъркал дали от тука? Но не е мала работа, брат. Тия подморниците дека, бе? Дека се насекаде се. Тука. И, брат, колко се нервирам. Дека се тия, бе? Бракята имат поскриени работи. Оп. Тук се граде нещо. Имат бракета русите. Гледай колко имат места. То е све скриени тук подморници, чуда. Брат, ово какво е направено, я не знам. Ово Господ го е дизенерал за геополитика и какви случаи. Не ме се пая, брат. Не ме се пая, брат. Сръцето на Европа, брат, ще се вика, гледай, дека може ги рокне. Замислете си, шо има тук, брат. Боже, край няма, бе. Кога, брат? Тай дел. Я не съм ни стигнал до Калининград. Дека е Калининград, бе, брат, я изгубих ли се? Боже, гледай дека. Чекай да видиме. Брате, мили. Ой. Боже. Браке, тук има чудо. Тук ки трябва да ги маят с багимите нуклеи. Ово сели може да се движат големи бродови тук, бе? Или? Тук има тия русите, ако ще има такви подморници. Корека, ба? Машала, деко идех я, бе, брат. Не ме се бая, брат. Не, тия русите тук тежка работа да ги осваеш, брат.
Ово е тук, Господ го е креирал. Гледай го, Вайдал, тук. Да не я тупам, брат, деко идеха заеби. Мобето е Русите няма се откажат от Тайдъл. А Тайдъл, за да Трам да го изскенира и да го изшпионира, му трябва то. То му трябва на брато. Биткоин... Другари, значи вие, кој рече некој да чекам ли, брат? Брато, вие товарат на секоја цена, брат. Другари, дигитално злато. Трупат. Тај што има биткоин у големи количини, неговите деца ќе бидат меѓу најбогатите у свето. Ај ми се два пъти пострува. Чекай ова слика да го надеме. Значи 90 000 Wall Street го потегли доста. Нема страшно, другари, трупате. Ово за вас е позитивна информация. За мен се, не може да речем негативно, за мен се ще трябва да чекам. За тия што сте у крипто 4 години малко, вие до сега трябваше 12 години трупате. The New York Stock Exchange has announced plans for a blockchain-based platform enabling 24/7 trading. Я кажав, ке се роде толкаво гемлинг казино со Wall Street и со крипто, шо мислам дека луѓето у следната фаза ќе ги молят да излязат дома, не ќе седат на компјутерот, да пробат да играат, да трейдат, да се коцкат, leverage, meverage. Па следната фаза ќе текне да купат некој Z-Fold или Home или беше, кој беше тај на кинезите, да се коцкат и од кафичето, да ги седат на кафе на пиво. Тук ќе видите телефоните, ја планирам што сум измислил. Да ви донесам овакви, ќе ви продавам за кафичета да ги ставите со вас, само лесно се спакува много тешко железно, да ги носите со вас у кафичите и да... Сега нема да ви кажем зашо да не ви украдат идејата. Ово ви много треба за да го ставите телефони на него да си трейдате или да се коцкате. Или да следате крипто. Шо ме нервира. Топ 10 Space-Based Web3 Games. Star Atlas. Дупло е повеќе од Alien Worlds. И Binance, и KuCoin, и Kraken, и Gemini, и Coinbase, неке да стават на во. И добро е, брат. Те Дакотата, брато, преска, вика направил 10,200 инк. Уте паси од играње. Човеко направил $53 за еден месец, вика. Чекај. И он се бира, нели да ги мене у него, он шо бира. Ја викам да ги мене у друго, ама он нејки, да речем, ама. Ја точно му пресметав на само приближната цена да се врне ово каже го Star Atlas. Ова ја па Star Atlas, Atlas. Много глупо го ставија тоа името така. Приближно да се врне од предна година само на 0,003 беше. Овие малку забегуват. На 0.003 на 3 е 500 и нешто долари. Значи он е играл Дакотата цел месец, денеска му валят 53. А ако ги чува у Атлас за бул маркето, минимум што треба да му стигнате $500. Значи докато е играл за $500, браче, цел месец. Сигурно не е играл по 8 сата за како што оде на работа и да му се дерат и да му врекат. Значи натаму ќе натераме да покаже. За тие што не веруват, ама гледаш, еве сега, имаме резултати. Имаме, еве го airdrop, еве го. Јас веќе сум Zinc level 15, 113 позиција, бев 112, бев 110, зашо паднав 3 позиција? Јас ставив за прв пат на 15 да се продава, да видим дали се продава, околу 200-300 илјади треба да земам Атлас и сакам да си го заклучам. И полека да градам нели таа позицијата од 5 милиона. Мобето е, еве другари,
тече капе и овие некад, замислете си, некад да я стават. Тражат си пари. Значи играта има овакво. Има резултати, дури беше на четвърто место стигнала, другари, на четвърто место беше стигнала да, нема по-ефтино, некой го е вземал за смешни цени. Не се ни продава изпод 200, сега само едно имаше преска. На Дакота му отговарям, че видим дека му против това. Дакотата е направил 10 200 зинк и инк. Дека беше... Ово сега да ви покажа. Айде бе, брат. Вземе па го скръши телефона, брат. Я бе зивки с големи сликата. Мобето е, то ако го пущия зинк, Solana е 1128 типс. Па е BNB, па е Base, па е Zinc с 92,57. Волко го пущия, а замислете си Zinc да го пущат airdropо, да го направят C4, да завършат с всите добри апдейти, ще ги планира. И Zinc да се стави на Staking Rewards и Zinc да го стават airdropо, да го стават коино на некоја берза јака како BNB, како Binance, како KuCoin, како Gemini. Замислете си, браче, Zinc, ако сега е на четврта позиција, замислете си, браче, на втора позиција да иде близко до Solana Express Alvo. Значи, замислете си која цена може да достигне. Съд души не знаем колко ќе крират. Али еве, резултати има. Да, рушат се руше се, како се викаше ово, каже го, преска Дакотата и овие другите играе, 5 души се тръка, ја не можев да долезам на сервер од Америка. Нешто, апдейт направи во последната секунда, пред долезам, трябваше да не го правам, тая апдейт ама натиснав. Или валја многу време сум чекал, не знам, нешто сум направил што не треба валја. Пишав и ќе видам што ќе ми одговорат. Има резултати, ама еве не стават на берзите. И народот, богаташите нема со сигурност да направат Phantom Wallet и да ризикуват да ги хакнат ако направат некои грешки, нека да купуват преку Phantom Wallet DAO и Polis. DAO и Atlas. Онова кога НАТО се му врека на Трамп. Гледајте кој го држи НАТО. Така да НАТО, братче, наскоро 2035 ја очекувам да се разпаднал. Chainlink. Има информација за Chainlink позитивно. Гледај ги. Да не ги почнувам, брат. Страшна работа тоа во Италија. Нема надеж за... Ово да внимавате, другари. Овоа, по теорија на заговор, требаше негде 2035 да почнат луѓето да си направят проблеми со користење на ово и со депресија, со чудо нешто му опало позади. Али мобето е 9 души, брат, се самоубиле, замислете си, заради ChatGPT. What the fuck? Да внимавате вашите деца и близки да не користат многу тие работи, што да се консултират со некаква вештка интелигенција која е програмирана. You're seeing the dollar fall as fast as you're seeing Bitcoin grow. And that combination is going to, it'll hit 250,000, but it's going to hit 1 million, it's going to hit 10 million on its way to where the dollar is no longer accepted, no longer worth it, and Bitcoin is the one source of store of value and currency for the world eventually. Not only is Bitcoin a Мобето е, замислете си, 2040-41, тая bull market 10 милиони на биткоин. А вие сте трупари до тогава. Не може, брат, да не ми се смене живота. Не може. На цяла фамилия. Бързо ќе дойдат тия години. Верувайте. И много ќе ви трябват парите от този момент. Час Коски сум, да не опущам преходното видео, ми го избриша. That's leadership we can believe in. And you still got people like Brad saying, well, perfect. Права е, и аз плукам отдавна по Ripple, дека тие се играят според службите кои кажат и банкарите. And to the same people who sued us.
Милиардер се согласил со мене. Handed to the same people who put us out of business, who subpoenaed us. Јас ако нема ќе who скршив put us in лаптопот за jail. тоа што That's милиардер. better? Дали покажуваш дивјак? That's Не, what ти we покажуваш fought у for. Америка What we дека got is си луд. Elizabeth Warren. Брат, сега тая Рипъл, милиардерот много ба знае. Значи ја кажав, да, келите, ќе станам $10, дрън, ќе живеят од стеки ревордс. Нервираме, што нема принципи да бидат поштени, брат. Секош играат од страната на тия банкари и на тия власти, на тая елита што надува. Секош. Од пред 9 години у Мајами, брат, че ме нервира тој Рипъл. Од пред 9 години, брат. Од пред 9 години, брат, ги зборам. Ти остарио подкаст што се сеќават. А теате, ово е многу добро била. Че, колку брано била? Сати 20. Ништо. Гледаш, people mocking the idea of US buying Greenland don't know history. 1867, промашив ја корачов 50. 1867, Andrew Johnson explored buying Greenland and Iceland right after Alaska. Втората светска војна, US took over Greenland defense while Denmark was occupied. Значи Данска се тепаше со нацистите, додека Русија беше, Русија, додека Америка го беше преземала, значи Гренланд. Имаше многу јак филм со у Данска, брат, со нацистите. Баги. Јак јутек беше. Дали беше со еден мајнер за злато или нешто беше, не сеќавам кој беше, баги голем кютек имаше. Еве. 46-та Труман. Нуди 100 милиони у злато. Нешто па помне презка што кажав. 100 милиона, брачо, у тоа време, 1946-та, сега, у милиарди, да речем. Значи, Cold War, Айзенхауер, Кенеди, нон-стоп нон-стоп бръмблата и шо, например. Нон-стоп пробат да правят преговори. 2019 Трамп. Значи, 2019 Трамп забравате дека рече за ово. Не е одеднашка, другари. Не. Многу луѓе објавуват, брат, што му текна на Трамп. 1867 е текнал на Америка и они си имат план. И тие планови треба да се ги изцртат, зацртат и направат. Не е, брат, че Трамп му е текнал. Трамп довршува тоа што се почнале. Тие не се американците како македонците забрават утре. Тие не забрават. Тие од до крај. Иако гледа колку бази чуда има. Така. Ама што е битно за крипто? Битно е. Битни се тие ресурси, битно е Америка колку ќе функционира. Венецуела и Гренланд, брат, многу ќе помогнат на Америка со тие ресурси и чуда да се и биткоин што ќе сменат нели нивниот долар и империјата што изумира. Со сите овие работи што ќе го наат, ја што ја кажав, Америка се повлечува од НАТО, Европската унија и повлечува се у својот двор, ви кажав, и некој не можеше да ме разбере. Дворо е не е само границите на Америка, дворо е цела и латините там доле до самото и Рапчи. Чили, Миле, тоа све Аргентина. Луѓе таму, Бразил, Аргентина, тие Амазон, што се ова, знаете ли колку ресурси има? Злато, чуда. Че тие градовите там не се уште откопани. На трилиони од злато и диаманти. Други, сигурно, руди, исто, за енергија, 100% има. 100% има. Тие градови доле што изградени, ја планирам да ги посетам. Да се надевам дека нема да падане затворот со нови такви вируси и чуда. Таму, другари, кој знае колку има чуда и ресурси. Кој знае колку има. Германија сега Енос планира, Енос ќе депортирала имигранти. Госпоđа германка. Касна е веќе. Германија ќе се разпадне, можда и на 3 дела. Не ви посакувам, пошто знам нели ДНК каква носите. Да се надевам дека нема, ама по теорија на заговор на 3 дела се распаѓа и е калифат. И да не е јавно, нели? Физички да делат по мапа, верувајте, тајно ќе е 3 дела поделени, ќе се знае кој дека ќе оде, кој нема дека да може да оде. Мале квад дренко е фана.
Германијата. Другари, оваа држава, ту е ладно, ту е топло. Се ми стана ладно. Другари, Германија. Утревата и стоат. Кинезите не се заинтересирани, брат. Не се заинтересирани за електрични коли што расипат. Ми Европа шо? Европа уште е статус ова. И у Европа ќе дојде као сега што е купил BMW, одинат држи наредно BMW. Тоа е буре без дно, колку треба да налеете. И ово ми се свиѓа, другари, сега не знам дали видеото смее да се со тие нивни песни. Мобето е как ќе го надам, чекај. Другари, ја понапред се чудев, викам леле да завршам за архитект, ја мислам дека ќе ги направам најаките згради кои што постојат и никој нема да ми биде конкурентен. Другари, треба да превршам подкастот и да ми гости за жал. Тоа е, другари, значи слушаме се. Доста беше филозофија, звони ми телефонот. Чао и ќе се чуеме у следно издание.